При крај се подготовките за 9-то издание на фестивалот на новосоздадена шеговина народна песна Тумбафест 2021, кој треба да се одржи во вторник на градскиот плоштад со почеток во 20 часот. Традиционално фестивалот веќе трета година го организира Сдруженијето Етно Ризница. Организаторите на фестивалот најавуваат богата манифестација со бројни музички имиња. Љубителите на фестивалот ќе можат да слушнат 22 нови композиции. Освен кумановскиот дијалект, освен македонскиот јазик, годинава ќе биде присутен и прилепскиот дијалект, валандовскиот, битолскиот. Впрочем, нашата мисија, нашето мото е да ги сочуваме вредностите, традицијата и сето она што постарите ни го оставиле во завет. Така да и оваа година и покрај сите предизвици, нормално со почитување на сите мерки предложени од Комисијата за заразни болести и секако донесени од владата на Република Северна Македонија, одлучивме да го одржиме фестивалот и на народот во овие времиња, невремиња да им подариме смеа, да им подариме нови ноти, да им подариме нови песни кои ќе бидат секако добре дојдени во ова време во кое навистина тешко се живее. Оваа година навистина имаме квалитетни пејачи, би споменал дел од нив, значи тука се нашите кумановци Лидија Спасовска, Мирче Крстевски, неодминливиот Нино Величковски кој има прекрасна песна, а секако и нашите Челик бенд. Од останатите учесници би ги напоменал, тука се Зуица Лазова, Благица Павловска, Анета Мицевска со група Молика, Катерина Брезева со група Соната од Велес. Имаме прекрасни песни, прекрасни имиња, Ристо Краповски, Ванчо Тарабунов, имаме млади како што е Методија Столески. Уметничкиот директор Трајковски посочи дека фестивалот ќе го задржи реномето. И оваа година успеавме да одбереме квалитетни 22 композиции, каде што провеува македонскиот фолклор, кој не смееме да го изоставиме. Значи, тој е неизоставен дел од нашето музичко творештво, нормално, подкрепено со модерна продукција и модерни аранжмани, се со цел да го зачуваме нашето исконско македонско по кој сме препознатливи во целиот свет, а да го надградиме и дополниме се со цел да го доближиме фестивалот како до постарата, така и до помладата популација во овие тешки времиња, каде што сега владеат нови жанрови на музика, кои младите подобро ги впиваат. Фестивалот Тумбафест ќе го пренесува и Телевизија Плюс, а настанот ќе се одржи согласно мерките за заштита од COVID-19.